недела славиме надежта која доаѓа од воскресението, меѓутоа таа надеж е реална или зависи дали ќе биде реална од нашиот однос кон она што се случуваше во петокот, тоест на Голгота, таму каде што имаше 3 крста, каде што беа распнати тројца мачени. Секој еден од тие 3 крста значи нешто, дава некаква порака и секој од нас се поистоветува, се поврзува, без да биде свесен на тоа или не, се поврзува со некој од овие 3 крста. Секој крст има символика која одразува животот на секој еден од нас. Секој еден од крстовите на секој еден од нас. Ајде ги видиме тие 3 крста и да видиме зошто е, каква е пораката и зошто е важно за нас, со кој од тие крстови ние се поистоветуваме. На едниот од текстот што го прочитавме, на едниот од крстовите 3 крста, имаше еден разбойник кој беше сведок на сето тоа што се случуваше. Виде како го распнуваат, како се исмеваат со Христос и виде како Христос во тие последни моменти не мислеше на себе, туку мислеше на луѓето. Рече: Боже мој, прости им, но овие зашто не знаат што прават. Виде дека во тие моменти е загрижен повеќе за мајката Марија и се погрижи да ја обезбеди помошник, да ја обезбеди нов син кој ќе се грижи за неа, даде одговорност на Јован да се грижи за неа. И сигурно тој човек од она што го кажува, знаеше кој е тој, што правил, тој кој е распнат со нив. Знаеше какви чуда правил, чул. Немало во тоа време човек во Јудеја кој не чул за Христос. И од начинот на кој се обраќа, очигледно е дека знае кој е тој. И сепак, тој се однесува на ист начин како што се однесуваат мнозината. Се од текстот што го прочитавме, на 2 пати се спомнува и војниците, а и другите се подигруваа со Христос, му велеа, едните рекоа: ако си син Божи, ако си цар јудејски, тогаш спаси се самиот. А овој човек се свртува кон Исус, не нарекувајќи го едноставно цар јудејски или син Божи, туку Месија. Вели: ако ти си Христос или Месијата, не само спаси се себе си, туку спаси не и нам. И тоа го кажува хулејки на него, тоест го кажува со презир или со недоверба. Ти велиш дека си Месијата. Ако си Месијата треба да ослободува. Тоа значи дека и ти ќе се ослободиш, и нас треба да не ослободиш овдека. Месијата треба сега да ги уништи овие римјани и нас да не осимне од крстот. Тоа е она што го вели. Со други зборови, штом не го правиш тоа, ти не си Месијата. Го богохули против Христос. Тоа е неговиот однос, тоа е неговата реакција кон Христос. Месијата беше до него, покажувајќи дури во последните моменти дека е поинаков од другите, дека не е како останатите, дека се грижи за другите. Беше чул за чудата и сепак похули против Месијата, похули против Бог. Го отфрли Христос и отфрли и шансата за спасение. Во моментите кога умираше заедно со Спасителот, тој похули со Спасителот, кон Спасителот и тргна кон пеколот. И ако можеме некако да го наречеме тој крст на отфрлање на спасението. Крст на хулење против Бог. До него имаше уште на разбойник. И тој беше исто така казнат заради престапите, како и првиот. Меѓутоа, за разлика од предходниот, на крстот тој можеше да ја види таа разлика. Можеше да види разликата помеѓу себе си и разбойникот од една страна и Христос од друга страна. Тоа види разликата во однесувањето
на Христос. Ја виде неговата смиреност и ја виде неговата невиност. И затоа се сврте кон првиот разбойник, признавајќи ја својата вина и вината на разбойникот. И рече, јас и ти праведно сме осудени. Јас и ти праведно висиме овдека. Ние заслуживме казната, бидејќи ние сме зли, ние сме неправедни, бидејќи ние вршевме зло. Ние сме праведно осудени, рече. Зар не се плашиш од Бог кога се веќе и сам осуден? И со тоа, очигледно, во зборовите на првиот разбойник открива хулење против Бог. Овој до нас е Бог. Тој е нашиот спасител. Ти хулиш во моментите на смртта против Бог. Зар не ти е страв од тоа? Бидејќи ние сме праведно осудени. Примевме заслужена казна според нашите дела, но тој ништо лошо не направил. Гледате дека овој човек целосно осознава својата вина, знае дека направил лоши дела и заслужува за своите дела да биде казнет. Но Христос е неправедно осуден. Како праведник тој страда. И му рече на Христос: Исусе, спомни си за мене, Господи, кога ќе дојдеш во царството свое. Овдека гледаме едно покаяние. Се она што е потребно човек да направи за да биде спасен. Ја осозна својата вина, ја го осозна своето зло, осозна дека е грешник, осозна дека Христос е праведник кој страда и дека тој е оној кој може во рајот, во Божјото царство да ги донесе душите на грешните. И ако можеме некако да го наречеме тој крст, тоа е крст на покаяние. Овој човек се покаја, призна дека е грешник, призна дека праведно е осуден и страда. И третиот крст е крстот на спасението. И самиот разбойник, а и ние знаеме, Христос беше неправедно осуден. Тој судски процес кој траеше цела вечер, четврток вечерта, до петок утрин сабајле, предпладне. Христос беше носен на неколку судија. Прво Синодрионот го судеше. Потоа беше пратен кај Пилат, па Пилат го прати кај Ирод, бидејќи тој е надлежен за Филипова Кесарија, Галилеја. Потоа пак Ирод, за да се откачи, го прати пак кај Ирод, кај Пилат. Пилат веќе немаше кај да оди, почна и кај него судски процес. Во сите тие чинови на судење, никој не можеше да утврди вина. Па во еден момент и самиот Пилат рече: јас не можам да најдам никаква вина во него. И сепак беше осуден. Би кажале, тоа е, ние сме свикнати на неправедни судски процеси, живееме во земја за кој се вели дека судството е на ниско ниво, меѓутоа ова е најголемата неправда извршена во историјата на судството. Најправедниот тој кој никогаш ништо не сгреши беше осуден како најголем злосторник. И сега тука е таа, врската со филмот што го гледавме, со краткиот филм, Божјата дилема, зашто сите ние сме грешни. Сите ние јуриме, така да кажеме, кон смрт. Сме се насочиле, стармоглаво, така, на долнина, кон пеклот, кон смрт, бидејќи сите ние ги имаме сите тие работи што овдека беа спомнати. И завист, и гнев, и горчина, и пороци. Не сме ги исполниле Божите стандарди. Не сме успеале да го задоволиме оној висок закон што Бог ни го дал. Сме отпаднале. А казната за неисполнување на Божјата правда е смрт, вечно одделеност во пеколот. Сите сме во тој воз и сите патуваме натаму. Меѓутоа Бог го љуби човекот со совршена, бескрајна љубов. И таа дилемата како да биде спасено човештвото без да биде
бидејќи Бог е совршен и во правдата, без да биде нарушена таа Божја правда. Божјата правда не може да биде жртвувана заради љубовта на Бог кон човекот. И таа дилема е решена на крстот. Еден Божиот син пострада за спасението на мнозина. Еден беше жртвуван за останатите. Се направи таа голема размена што ја викат на крстот и за она за кој што пишува апостол Павле во 1 Коринтини 5:18-21. А се ова е од Бог кој не измери со себе во Христа. Така што оној кој не знаеше за грев, Бог го направи грев за нас, за да станеме Божја правда во него. Тој не измери, Бог не измири со себе си, не помири, не привлече кон себе, не доведе во неговото царство. Како? Така што оној кој не знаеше за грев, го направи грев е зборот овдека. Идејата или зборот го направи грев буквално значи неговата, оној кој е правда, суштината на Христос, на Синот Божи е правда. Во својата суштина тоа е чист правда е. Го направи неговата суштина да биде грев. Сите тие наши пороци, сите тие наши зависти, сите тие наши себичности, сите лоши работи ги натовари на Христос. И неговата суштина на крстот стана грев. Не вели го направи грешен, грев го направи, вели, пишува апостол Павле. И како а пак нас не направи правда, Божја правда. Нашата суштина ја промени, ние станавме правда. Не просто едноставно праведни. Не ја смени нашата природа. Нашата природа која е грешна, ја направи правда. Нашата природа е грев, Бог ја направи правда. Така што Христовата правда, неговата суштина, Христовата суштина стана наша суштина. Нашата суштина стана Христова суштина на крстот. За да биде изработено нашето спасение. На крстот имаше многумина кои го распна Исус. Фарисеите беа основни, тие направија план да го распнат Исус. На умие уште на цветница да го убијат, бараа начин. Тие беа тие кои го организираа, сценираа процесот, тие беа тие кои на плошадот ги поттикнуваа луѓето да викат распни го. Војниците беа учесници. Понтиј Пилат неправедно, иако виде дека е невин, сепак направи компромис. Многумина. Народот кој се сврте против Христос. Меѓутоа нема да бидеме до крај честни христијани ако наречеме дека и ние го распнавме Исус. Дека нашите греови всушност заковаа шајки во неговите раце и неговите нозе. Има една слика нацртана од Рембрандт. Тој има неколку мотиви од распнувањето. Ова е еден од мотивите кој ги има нацртано. И таму покрај војниците, покрај Понтиј Пилат, покрај народот, покрај фарисеите, централна фигура е самиот тој. Тој се нацртал, овој со ренесансното капче, се нацртал и тој го приковува Христос на крстот. Со други зборови, тој сака да каже, и јас бев таму. И јас го прикував Христос со моите гревови. Тој е таму заради моите гревови. И јас придонесов Христос да биде распнат. И тоа е крстот со кој ние исто така треба да се поистоветиме. Ние требаше да бидеме на тој крст. Христос застана таму на наше место. Сите ние бевме таму кога го распнуваа Спасителот со нашите гревови. И тоа е, со кој крст ние се поистоветуваме. Со кој се поистоветуваме зависи од нашиот однос кон сето тоа што се случуваше. Секој со нашето поведение одразува, идентификува некој од овие крстови.
За евреите, овој крст, каде што Христос беше распнат, е соблазно, пишува апостол Павле. Бидејќи, буквално зборот е скандалон во гречкиот текст, значи скандалозно, нешто преку кое едноставно не може да се помине. Едноставно со ова не може да се прифати никако. Бидејќи за нив Месијата требаше да дојде, да ги ослободи од римјаните и да направи едно големо еврејско царство. А што се случи? Не само што не ги избрка евреите, самиот Месија се предаде да биде распнат од евреите. Ова не можеме да го прифатиме, велат, кажаа евреите. Ова не е Месијата, ова е скандалозно. Така тие мисле. Грците пак кога слушнаа за Бог дека дошол на крстот да биде распнат, да го спаси човештвото, рекоа, ова е глупост. Павле вели за ако за евреите е соблазно или скандалозно, за евреите е најголемата глупост што ја чуле. Каков е тој Бог кој отишол да умре за луѓето? Ние не сакаме таков Бог. Таквиот став кон крстот е всушност прифаќање на крстот на хулење на Бог, како првиот разбойник. И денес различни луѓе различно гледаат кон крстот. Има луѓе денес кои велат глупост е ова со крстот, голема глупост. Има луѓе кои велат, ова е само легенда, мит. Има луѓе кои велат, тоа е традиција. Многумина денес ќе бидат во храмовите, бидејќи тоа е традиција. Традиција е на Великден да се оди на црква и да се бакне крстот. Сето тоа всушност е само едно поистоветување со крстот на хулењето на Бог. Многу е важно во што веруваме. Како гледаме на тие крстови на Великден, бидејќи од тоа ќе зависи дали во недела, дали воскресението, дали празниот гроб ќе ни ја даде вистинската надеж, тоа големата надеж. Дали се реализира таа жива надеж од празниот гроб. А таа голема надеж. Таа надеж Христос ја кажа на крстот. Кога вториот разбойник, кој се покаја, кој ги осозна своите греови, кој биде разликата меѓу себе си и Христос, своите греови, неговата праведност, му рече, Господи, спомни си кога ќе бидеш во Твоето царство. А Христос како му одговори? Нешто многу повеќе. Му рече, вистина ти велам, денес ќе бидеш со мене во рајот. Не кажува во моето царство. Користи друг збор, рајот. И тука користи персиски збор, парадеисос. Персискиот збор, парадеисос, кој значи буквално градина. И оние познати персиски градини. Персиските висечки градини биле едно од древните 7 или колку беа древни чуда. Бидејќи биле прекрасни градини. И тој збор го користи овдека Христос. Со мене ќе бидеш уште денес во парадеисос, тоест во прекрасната моја небесна градина. И која е идејата што Христос се кажува овдека? А Христос е цар, небесниот цар. Кога царот поканува некого да биде со него во градината, тоа значи дека ќе му покаже голема чест. Во древноста персиските цареви имале обичај кога ќе дојде некој важен гост и сака да му покаже чест на тој важен гост, го носел лично во градините да ги види, да ги разгледа, да му ги покаже. И така да биде покрај неговото присуство. И тука идејата всушност што ја кажува на разбойникот Христос е уште денес и јас ќе те однесам. Јас лично ќе те донесам во мојата градина, јас ќе бидам со тебе таму, јас ќе те укажам чест. Е тоа големата надеж, дека и нас не очекува воскресение во Христос, и не само воскресение, туку таму во градината ќе бидеме со Христос, во прекрасната градина, во Божјото царство. И не само таму, бидејќи тој жив и воскресна и овдека.
да биде со нас и во овие тешки времиња. Ова пандемија, кога луѓе губат животи, кога луѓе губат работа, кога е темнина, кога е мрачно, со нас е Христос. Покрај нас е. Тој ни покажува и чест, зашто е постојано со нас, меѓутоа и тука како цар да не штити. И затоа е многу важно каков е односот кон крстовите, бидејќи од тоа зависи дали таа надеж, жива надеж, е реалност за нас. Крстот на отфрлање значи зачувување, задржување на својата неправедност, зачувување на своите гревови, казна и отфрлање од Бог. Крстот на покаянието е крстот кон таа жива надеж. Бидејќи на крстот на спасението тој ги зеде, Христос ги зеде нашите гревови. Затоа многу е важно не само така како традиција да гледаме на овие настани, овие денови, па и кога се гледаме со луѓе, да ги предупредуваме на суштината на овие празници. Да не биде само традиција, да не биде само приказна, да не биде само легенда, да не биде измислица во нивните глави, туку да биде крст на спасение, да биде гроб, празен гроб кој дава жива надеж за воскресение. И нека тие мисли не охрабруваат и овие денови до крајот на животот. И да гледаме вистински на настаните, на нештата што Христос ги направи за нас, каде што за да бидат спасени мнозина, Бог жртвуваше, еден го жртвуваше својот син. И задоволи својата правда и ја покажа својата совршена љубов. Амин.